реформата во 2005 година, ние денес се уште се соочуваме со демографските предизвици поради кои беше воспоставена реформата. А тоа е дека има недоволен број на осигуреници кои што плаќаат средства за да можат тековно да се исплаќаат пензиите на тековните пензионери. Во двата система, без разлика дали едностолбен или двостолбен, генерално параметрите од кои што зависи пензијата се еднакви. Тоа значи дека идните пензии зависат од должината на пензијскиот стаж, од времето поминато во осигурување и од висината на основицата, односно на просечната плата на која што биле пријавувани осигурениците во рамките на целиот работен век. Она што е важно е дека треба да знаат осигурениците дека средствата во вториот столб се личен имот, кој што е наследен и без разлика дали се работи за осигурување во текот на работниот век или по пензионирањето, ти имаат зголемен степен на заштита, освен значи семејната пензија која останува како право, дополнително и правото на наследство. Е добро за овој тип на пензии, бидејќи такви ќе има и од првиот и од вториот столб. Во моментов околу 100.000 пензионери од стариот систем, од првиот столб се корисници на минимална пензија, да се одвојат како категорија од буџетот на ПИОМ и за нив да се води одделна пресметка колку тоа би чинело на годишно ниво за субвенционирање на тие пензии. Полноработен стаж од 40 години, пресметките се дека пензиите би биле приближно исти, дури во вториот столб може да се очекува и нешто повисока пензија, заради тоа што таму нема ограничување на максималниот износ на ислог. Портфолија кои што се прилагодуваат на животната возраст на самиот осигуреник, предлогот е оние кои што се помлади имаат подолг период до пензионирањето, односно можност за преземање на поголем ризик во вложувањето, да имаат поагресивно портфолио, повеќе изложено на акции и инструменти со променлив принос, понатаму да се балансира кај оние што се во средна возраст и да се заштити создадениот имот низ годините кај оние што се пред пензионирање со воведување на конзервативно портфолио. Кога ќе дојде време да се исплаќаат паралелно пензии и од првиот и од вториот столб, врската за исплата на пензии некаде половина од износот ќе падне на терет на вториот столб. А фондот за пензиско инвалидско осигурување, државниот фонд на ПИОМ, и понатаму ќе продолжи да задржува повеќе од 2/3 од вкупниот придонес за пензиско инвалидско осигурување. На тој начин поголем износ на придонеси во првиот столб, а поделена обврска за исплата на пензиите, значи дека низ годините постепено ќе се избалансираат приходите и расходите на ПИОМ и ќе дојдеме до состојба на негова одржливост. Тоа е целта на реформата.